Само да исправам еден неточен навод како координатор и една забелешка на условите за работа. Имено, гледам дека продолжувате повторно на сила да работиме. Гледам дека, па сега ќе ви кажам, затоа и го земав процедуралното. Затоа што во оваа сала вие услови за работа по комисијата немате. Прво нема тајмер по кој што ќе можат и пратениците да се водат за да видат уште колку имаат време. Вака вие да кажувате истече времето, луѓе кои што зборуваат по однос на темата и да гледаат уште колку има останато, не е во ред. Дополнително гледате дека има и пратеници кои што стојат. Ама сега во интерес знаеме дека долу има други средби со пратеници од Европарламентот и мешовитиот парламентарен комитет. Меѓутоа има и други сали, а ако нема сали, па ќе почекаме да заврши она што е приоритетно. За вас и оваа влада приоритет е носењето на овие закони со европско знаменце. Тоа е едната забелешка. И второ, да исправам еден неточен навод. Колешката Калеска спомна дека изградени биле многу патишта овие 6 години и дали сме возеле на патот Штип-Кочани. Сега колешка Калеска да беше исправен сајтот и да имавме целата архива во сајтот на собранието за кој што има одредени реакции, ќе можевте да видите дека експресниот пат Штип-Кочани, бидејќи има институционална меморија и пратеници кои што беа пратеници во тој мандат, во време на владење на ВМРО-ДПМН, дека експресниот пат не само Штип-Кочани, туку и Штип-Радовиш, исто и автопатот Миладиновци-Штип е проектиран, донесен закон и обезбедени средства за негова изградба во периодот 2014-2016 година. Така да кога ќе броите тие фамозни километри, илјади километри патишта, да имате во предвид дека тие патишта, средствата беа обезбедени, проектите беа направени со траси, со се, со договори кои што беа видливи за граѓаните од 2014 до 2016 година. Затоа, кога ќе користите некои податоци, проверете ги прво. За жал не можете да ги проверите во моментот, затоа што архивата на собранието и сите оние податоци кои што ние треба да ги користиме, 2 години се блокирани од страна на собранието и затоа нема јавност, ниту новинарите, а ниту ние пратениците, ниту нашите соработници можат да дојдат до архива. Еве сега да имавме архивата, ќе ги извадевме стенограмите, кога ги носевме законите и за кои што и Социјалдемократскиот сојуз, иако ги напаѓаше од мајкаде, гласаше за нив.